Чест и задоволство ми е да ви ја представам мојата денешна гостинка. Важи за една од најуспешните жени кај нас. Повеќе од 20 години на пазарот во Македонија, во Албанија и во Косово, под името Медобил. Веројатно веќе знаете за кого станува збор. Избрана за жена менаџер за 2018 година, велам добре дојде за Наталија Ангелиус. Наталија, драго ми е што ја прифати најпрво поканата токму пред камерата на телевизија Сонце и токму еве во мојата емисија да споделиш дел од твојот како професионален, така и приватен живот. Благодарам на поканата пред се. Чест ми е што сум гостинка кај една волку прекрасна водителка на гледан медиум и ви благодарам што дојдовте во просториите на Медобил да не посетите. Драго ни е секогаш ќе ни бидете добре дојдени гости. Ајде да ги запознаеме малку нашите гледачи. Еве како почнува твојата приказна, како се трасира твојот животен пат, приказната за Медобил и од каде првично самата таа идеја за Медобил? Медобил како неофицијален производ постои многу одамна, од мое детство. Тоа е всушност одредени хомогенизации кои моите родители си ги правеа за подобрување на зрствената состојба на нас како деца. Она што официјално настана како Медобил како производ е кога имав јас 20 години, значи тогаш го направив првиот производ, а го направив бидејќи бев инспирирана од жените кои што ми доаѓаа во мојот центар за слабење. Како помошен елемент кој што во домашни услови би им помогнал да го забрзаме процесот на слабење, покрај тоа што работев со моќна апаратура во самиот центар. Беше првично направен за самите клиентки, потоа од самите клиентки почна и другите да се пријавуваат блиски, другарки, роднини на самите клиентки и од тука почнав на некој позитивен начин бев приморана овој производ да го брендирам, да го направам како производ за масивна употреба. И од тогаш до сега е еден од најпродаваните, ако не и најпродаван производ за слабење овде, на нашите територии. Така, помена дека од твои 20 години почнуваш да навлегуваш нели во овој бизнес. Јас би те прашала дали патот на твојата едукација, на твоето образование се движеше по овој тек, односно дали тоа значеше дека ќе го работиш ова денес што ќе го работиш? Па за мене не беше, некако беше нормално затоа што сум дете кое што е раснато во семејство каде што и моите имаа приватен бизнес претходно, иако работеа и во администрација. Меѓутоа, во тие слободни сати, покрај тоа работеа и приватна работа. Значи, јас од дете некако сум вовлечена во оваа работа и ги гледав постапките, многу работи веќе бев запознаена како тинејџер. И после завршување на гимназија помагав на моите, откако се запишам на факултет, она што го сакам, диететика, веќе бев спремна да почнам со сопствен бизнес. Така да, може би, вака звучи мала возраст, меѓутоа јас бев доволно созреана за да влезам во таа вода. Така, тоа може би значи дека твојата едукација, односно приложувањето на училиштето било во насока на она што го работиш? Да. Значи, јас после завршување на гимназија, сакав да проложам нешто што е поврзано со убавината. Од секогаш сум била инспирирана од убавината. Значи, естетиката ме фасцинирала. Посебно се восхитував уште како дете на убава жена, средена жена, дотерана жена со став дама. Дамата секогаш ме восхитуваше. И они ми беа инспирација всушност. Убавите жени, дотераните жени, негуваните жени. Само негуваната жена е убава жена, нема грда. Нели, грда или убава жена, само има негувана жена. Да прекинам да кажам тоа што го посакуваш како мал и во тоа и се претвараш. Токму така. Благодарам се. Така, мојата кариера продолжи, всушност јас продолжив во одсек на козметологија и сенска шминка, значи прва година учев сенска шминка, положив сенска шминка, толку и се учеше и после имаше можност да напредувам понатаму, го избрав дело за диететика и тука продолжи моето школување, завршив, на крај имав и експертиза и тоа го положив и еве сега, значи денеска сум експерт по диететика по звање. 20 години на пазарот кај нас во Македонија, во Албанија и во Косово. Да. Ајде нешто повеќе за тоа. Како функционираме надвор во Албанија? Да, 20 години во Македонија е најпродаван производ, 20 години како постои компанијата и успешно е делотворна на овој пазар.
12 години скоро е во Албанија, некаде 14 години во Косово. Значи, овие пазари не се веќе пазари кои што ние ги чувствуваме како домашен пазар, бидејќи многу време сме таму. Одличен е одзивот, значи купувачите се заинтересирани, веќе е познат производот, значи ние имаме редовни купувачи кои што си го користат било кој од производите од нашата палета, бидејќи имаме повеќе производи, има купувачи од различен спектар на палетата кои што имат различна потреба. Ние имаме производи кои што се за слабење, имаме производи кои што спаѓаат во помошно лековито дејство, имаме производи од препаративна козметика кои што нели се за надвршен фактор. Беше моето следно прашање, колка палета на производи како компанија разполага? Матични производи на Медопил имаме околу 50-тина, со тоа што ние секоја година правиме ребрендување, дополнување, например одреден производ за кој можеби нема толку интерес, го одржуваме, но најмногу даваме акцент на оние производи за кои во моментот има најголемо барање. Еве сега во моментот ние Active Life, тоа не е производ кој што е сируп на база на јаболкова ферментирана киселина, мед, матичен млеч, прополис и билни екстракти. Сите наши производи во основа своја носат пчелини производи или апи групација. И е производ кој што делува на намалување на нивото на триглицериди, масти, холестерол, шеќерот во крвта, го регулира крвниот притисок. Значи моментално најверојатно луѓето поради самото стресогено живење, брзото темпо на живење имаат потреба најмногу од овој производ. Значи он е најусовршен и во моментот е најбаран на пазарот. Има ли ограничувања во тоа кој се може да ги користи производите на Медопил? Па речи си сите. Значи производи може да ги користат сите. Да, од 12 години, нели претходно може, нема да има контраиндицираност, но сепак е дете кое што е во развој. Нели може се уште самото тело нема изградено толерантност кон одредени наши компоненти. Од 12 години нагоре може сите да ги користат нашите производи, бидејќи се 100% природни и нема да имаат по ниту еден основ нус негативна појава по однос на човековото здравје. Овие што се алергични на На полен не пречи, меѓутоа доколку има алергија која што е нели со позитивен алерготест на мед или прополис, во тој случај не го препорачуваме. Да. Беше избрана за жена менаџер за 2018 година, односно жена менаџер на Балканот, така гласеше титулата. Ајде малку повеќе за тоа да ни откриеш како одеше номинацијата, што се треба да исполнуваш, каде се одржа? Номинацијата одеше од жената која претходно е избрана. Тоа е една организација која се вика Дама година и во склоп на организација од Белград, Дете во срце, се вика првата организација, значи ова е нешто како сестринска фирма по неа и се избират најуспешните луѓе на Балканот. Јас бев предложена од господица Пенка Мукаитова, тоа е дамата која беше пред мене. И после тоа нели самата организација, откако дамата претходно, која што нели била номинирана како лауреат, ја предложува дамата која што ќе биде по неа и во тој случај по нивни некои критериуми кои што си ги има самата организација, нели некое анкетирање, тајно, јавно, не знам тоа како го прават, го испитуваат пазарот, клиентите, самите луѓе на нели во тој дел, колегите, соработниците со кои соработувам и по однос на тоа доколку дамата ги исполнува сите критериуми, ја прогласуваат за Дама године, дали се во беше во Врњачка бања, а се одржува во Врњачка бања и во Белград. Секоја година е различно местото. Оно што јас би сакала да те прашам тебе е дали ти првично ги користиш производите на Медопил? Да, значи јас ги користам производите како што реков, нели неофицијално откако се самите направени од дека. И ден денешен ги користам затоа што сите имаме некои варијации во животот, во секојдневието. Има периоди нели кога сме повеќе, еве летниот период на пролет, сите јадеме повеќе овоше, зеленчук, перисталтиката, нели метаболичкиот систем работи многу подобро. Така. И тогаш е нормално некако да си одржуваме тежината. Меѓутоа како и сите живи луѓе, така и јас зимскиот период знаеме нели да си каснеме малку повеќе од храната, физичката активност ми е многу понамалена и во тој случај очекувано е некој килограм да имаме плюс. Во тој случај си приуштувам некои од моите производи
Медобил за слабење редовно го користам, покрај тоа што нели си одржувам телесната тежина со него, го користам и како имуностабилизатор, бидејќи мојата работа е релативно стресна, сепак јас работам по 16 сати речиси, и енергијата ми ја одржува, најважно позитивната енергија, а исто така и виталноста за да можам да го издржам темпото на денот. Другите производи, доколку имам потреба, бидејќи тие се производи нели со медицинска намена, да, тогаш во случај превентива да кажеме, доколку имаме период каде што се активни настинките, вирузите, во тој случај може да земам и таков производ. Инаку препаративната козметика, како што не се шампуните, маските, си ги користам тие на Медобил секако. Во минатото активен беше Центарот за слабење во склоп на Медобил. Што се случува со него? Што ќе се случува во иднина? Дали повторно ќе... Така да. Центарот за слабење 15 години беше активен и беше еден од најпосетените центри за слабење, бидејќи ние работиме исклучиво слабење антицелулитна програма. Ангелиус центарот, под брендот на Медобил, беше паузиран поради моја лична немоќ да го одржувам, поради тоа што ми се случуваше се на приватен план. Меѓутоа сега се тоа помина, нели за се треба време да помине и трпение. И сега веќе се чувствувам доволно силна, можам, еланот е тука, ентузијазмот е тука и Центарот за слабење од 1 октомври под Медобил продолжува да работи со дополнет со најексклузивната, најефективната апаратура. Центарот се наоѓа до гимназијата Јосип Брз Тито на центар на Скопје. Така, тоа ќе биде многу важно за нашите гледачи да го знаат. Добро, Наталија, јас би те прашала, важиш за човек што работи со љубов. Кои се предпоставите да работиш работа со љубов? Еве ваката. Така. Знаете како има, нели она, работете нешто со љубов и нема да работите ништо така, ниту еден ден нема да работите. Се во животот треба да има она основна есенција љубов за да биде успешно. Значи, се друго би било доколку се принудувате нешто да го работите, нема да го издржите темпото. Може би ќе го издржите ден, 2, месец, 3, меѓутоа потоа влегувате во конфликтна ситуација самите со себе. Бидејќи нема љубов, вашето тело ќе прави отпор. Вие нема да бидете продуктивни. Конструктивноста и систематизацијата на работите ќе биде ослабнат. Но кога се работи со љубов, еве јас, како што реков, работам многу саати во текот на денот, и тие ми се малку. А бидејќи си ја сакам работата. Исто така, нели имам прекрасен персонал, кој што ми се исто дел од љубовта тука, а имам поддршка од моите деца, најголема поддршка имам од моите купувачи и конзументи, и се тоа ве надополнува на некој начин, и покрај тоа јас моите производи премногу ги сакам, значи сум вложила половина живот. Медобил е бренд кој што е нешто во кое што секојдневно имам ставана своја енергија, не штедејќи се. Резултатот е неминовен, 20 години се само по себе доказ. Да. Колку сте ви успешни и истрајни. Да, баш тоа. Секогаш што се работи со љубов, ќе истраи, ќе опстои, ќе продолжи. Од жена менаџер за 2018 година до самохрана мајка на 3 дечиња. Која е формулата за успешна жена која умее да се справи со предизвиците кои што ни ги наметнува секојдневието и воопшто кои што ги носи животот? Да, кои што ги носи животот. Ништо не можеме да предвидиме во животот. Ние сме тука. Единствено што можеме само ги прифатиме ситуациите што ќе ни ги донесе. Со самото прифаќање можеме со љубов да делуваме кон нив, да поминеме низ нив, да ги проживееме, затоа нели е животот таков каков што е, да успееме да се избориме со нив, доколку се со негативен контекст, а доколку се добри да им се радуваме. Меѓутоа и се што не е добро, на крајот може да биде добро. И обично и секогаш бива добро, ако му дадеме доволно љубов. Така. Кој е двигателот што ја движи Наталија во борбата за подобро утре, за успешен живот? Вербата во себе, љубовта во себе, љубовта кон себе. Меѓутоа истата љубов јас ја давам и на сите други луѓе. Тоа е прво. Значи прво за да успеете да бидете мотивирани да работите, мора да се сакате себе си, да верувате во јас, во на наше его што го имаме. Егото обично луѓето го поврзуваат дека е нешто негативно, или нели греф е да имате его. Не, воопшто не е греф да имате его, дури и пожелно да имате, пошто е самото его на латински, нели значи јас, да се сакате себе си. Меѓутоа нели да не преку тоа наштетувате на другите. Тоа е главно.
сепак да ги сакаме другите, иако се сакаме себе си првин. Оној момент, секој утро да станете, да кажете јас можам, да се заблагодарите на животот, ти благодарам што ми овозможуваш и овој ден да го преживеам, на денот да му пратите љубов, да му кажете ти благодарам што сум тука, те прифаќам со љубов, биди ми љубов до крајот на денот. И највечер кога ќе се легнете, мислам денот на вистина ќе ви биде исполнет со љубов, затоа што вие сте испуштиле таа енергија. Таа енергија ви се враќа. Си легнувате повторно нели со една голема благодарност за тој ден што бил прекрасен, што сте го преживеале сето тоа, спремни за наредниот. Така. Од кого Наталија ја добива најголемата подршка? Мојата подршка од моите дечиња, значи јас сум самохран родител на 3 деца, имам прекрасна ќерка и прекрасни 2 сина. Од моите родители, од мојот брат, од моите вработени и од сите мои луѓе, драги, ценети пријатели, другари, другарки, а ги има многу, навистина во огромен број. Сета таа љубов, време, почитување што го добивам, ми дава сила. Едноставно ми дава сила што и да се случи, дека јас не треба прво да се разочарам себе си, а потоа и да не ги разочарам сите овие луѓе што ги има толку многу. И тоа е на некој начин исто мотив, бидејќи ми ја дават љубов и ја на тој начин им возвраќам се истата љубов. Им се заблагодарувам на тој начин. Како Наталија, еве да кажеме, се справува со нели секој од нас има да речеме не толку убави периоди, неуспеси на работа, неуспеси на не знам љубовен план. Како сето тоа го надминуваш еве лично ти? Пак со таа верба во себе. Значи таа е есенцијата на животот. Јас моментот се случува. Јас имав развод, останав со 3 деца буквално на улица сама. Се средија работите, нели со таа криза емотивно, сите ние, било која компанија, значи компанијата е таа што ја менаџира човекот. Сама по себе тоа е име, обичен производ. Меѓутоа, ако нема толку труд и љубов, позади тоа некој што го менаџира и го работи, ништо од тоа нема да биде. Во тој момент, нели, кога сме ние емотивно ранливи, е нормално да се случат и одредени падови, финансиски кризи, нели, психолошки моменти кога паѓаме депримирани, анксиозни состојби. Но сето тоа па и на некој начин мораме да го поминеме како искуство, за да се освестиме понатаму, можеби за мене било тоа школа, дека не треба да очекувам од другите, туку да очекувам од себе. И кога вие веќе очекувате во себе, кога сте влюбени во самите себе, вие не дозволувате да бидете повредени повторно. Пак ќе кажам, тоа било една школа во мојот живот. Животот лекција, да, која јас требаше да ја поминам, ја научив. Сега нели целата љубов ја давам себе си. Немам очекување од никој, ги сакам и почитувам сите, меѓутоа најголемите очекувања ги имам од себе. Автоматски вие кога немате очекувања, нема ни опција да бидете разочарани. Токму така. Токму така. Значи љубовта сега си ја давам на своите дечиња, пак ќе набрам, значи моите пријатели, пред се моите вработени кои што секој ден се тука, ми се многу голема поддршка, ги сакам најмногу на свет, им благодарам за сета љубов што ми ја даваат, што се тука со мене, што го делат своето секојдневие. Едноставно пак тоа е, значи љубовта, ентузијазмот, среќата, се движечка сила, јас би се сложила. За твојата борба да биде уште нели пожестока, ти се справуваш и со уште една состојба, ќе ја наречам состојба. Твоето трето детенце е детенце со аутизам. Како е да се биде мајка на детенце со аутизам? Па тоа е, значи вие љубовта кон вашето дете ја имате како и кон секое друго дете. Обично моите први 2 дечиња, значи третото детенце ми е дете со аутизам, кога беа помали, велеа ти највише го сакаш Михаил. Бидејќи нели најмногу внимание му давам на него. И беше јас сите вас исто ве сакам, но на Михаил во моментот јас најмногу му требам. И тоа им беше разјаснето, уште нели кога беше роден Михаил, бидејќи состојбата аутизам ја имавме веќе како состојба, како дијагноза на негови 2 години. Ја прифативме. Значи, прво беше многу тешко. Самото прифаќање за мене како родител беше... Да, тоа ќе ми беше следното прашање. Како се соочи со тоа да прифатиш, нели дека? Многу бргу ја прифатив таа состојба. Од самиот центар кога излеговме, Мики ми беше за рака, јас не знаев каде сум. Верувајте, не знаев каде сум. Значи, мислам дека не може ништо полошо му се случи на човек.
Да. Значи момент кога нешто ќе ви кажат за нешто што е ваше, што најмногу го сакате. И тоа е еден момент кој ви вели целиот живот ви го менувам во овој момент. Значи тоа е само една секунда, една диагноза, едно соопштување. Целиот ваш свет, се што сте проживеале, се менува за 360 степени. И тогаш тргнавме од центарот СИМПО, Центар за ментален раст и развој на млади и деца. И Мики беше за раче, прекрасно едно бело ангелче од дете. И сега одам викам, Наталија, како сега со ова? И баш онака, зошто универзумот ми ја даде ова толку Нели тешка? зошто мене, така, тоа е прашањето. Да. Меѓутоа, баш во тој момент, значи, се ви поминува низ глава и го погледнав Мики. Сум баш за тие негови плави ангелски очи, онака ме погледнав, се насмеа. И така само го стиснав за раче и реков, јас и ти, малечко моја, ова ќе го поминеме. Ти ќе имаш средно детство, ќе израснеш во нормално детенце, во нормална личност, колку можеме, нели, ќе се избориме, а тебе аутизму те припаѓам исто со љубов, да. ќе ти дарам толку многу љубов, која што нема да можеш на крајот да издржиш и ќе си замнеш. Значи, ќе ти ја дарам, ќе те припатам и ќе те испратам со истата. И после 6 години борба, веќе имаме голем напредок, Мики физички си е нормално детенце со раст и развој, се уште имаме отсуство на говор, меѓутоа за брзо време и тоа ќе биде. Тешка е борбата, тешко е секојдневието, меѓутоа пак љубовта е таа што не движи. Од почетокот на денот до крајот на денот, тоа гушкање, таа љубов, таа среќа во домот ние што ја имаме е незаменлива со ништо. Колку е кај нас себе подигната свеста за аутизмот како појава, за аутизмот како состојба, еве конкретно кај дечињето? Во последните години, 5-6 години, многу се зборува за аутизмот, иако тоа не е доволно, не е ни блиску до доволно, меѓутоа да не бидеме себични. Сега јас, например, имам проблематика и дека сакам се за тоа да се зборува. Меѓутоа треба многу повеќе. Претходно имаше, поради самата несовест кај луѓето и самата неинформираност и незапознаеност со проблематиката и симптоматиката на аутизмот, луѓето реагира многу неочекувано. Има одредени коментари кои не беа на свое место, кои што можат, кај нив може би немаат никакво значење, но кај мене предизвикале многу голема емотивна болка. Но пак ќе кажам, сите тие моменти што се случиле ме изградија мене, ги изградија моите деца, полека околината околу нас, дека треба да се прифаќаме. Значи, пред 5 години имаше во населбата јас кај што живеам, значи луѓето кога ќе видеа дека идеме јас и Мики, бега на другата страна. Затоа што Мики, например, беше вокално гласно дете кое што своите експресии ги искажуваше со тикови, со глас испуштање, кој што е не секојдневен и необичен за другиот човек. Имаше многу лоши коментари, што е ова, што му е. Дури имаше состојба кога Михел, например, има одредени моменти кога сака да иде на игралиште и сме тргнале да идеме на друго место на прошетка и он знае да легне доле. Значи, со агресија тоа да го каже, сега додека се молиме да стане, те молам. Другите луѓе тоа го перцепираат, дури имаше момент кога ми беше повикана полиција. Не, полиција ми беше повикана, јас го малтретирам детето. После кога дојдоа, кога свати, он баш што е галамава и му објаснив што е галамата, извинете господја, значи самите луѓе помогнаа. Имало и многу други такви случаи кога на луѓето не им е јасно што е всушност тоа што се случува во тој момент и имаат такви моменти на реакција кои што повредуваат. И мене, например, моите други две деца, сега е веќе подруг. Сега, например, керка ми го носи од школа, влегуваат во автобус и сите го гледаат. Од целата дискусија луѓето што се имаат помеѓу себе, замолчуваат, го гледаат детето, што се случува со детето, што мислам дека воопшто не е во ред. Тоа е тоа, може на секој да му се случи, се случува за жал многу почесто кај луѓето, но само со поддршка едни на други, со разбирање едни кон други, ќе си помогнеме себе си. Веќе има многу големи промени во школото кај што учи Михел, дечињата го прифаќаат.
Допред сега, значи прво и второ деление учеше во посебно училиште, сега со законот за инклузивно општество учи во нормална школа, во основна школа, трето деление се. Дечињата имаат големо разбирање, соработуваат со него, учителките исто прекрасни се сите. И веќе имаме подобрување, бидејќи моето дете сега гледа од нормалните деца како он треба да се однесува. Автоматски го прифаќа однесувањето. Значи, сепак го градиме карактерот. Бидејќи аутизмот и карактерот се две различни работи. Наталија, ја раскажавме накратко приказната за Медобил. Меѓутоа имаш за раскажување уште една друга интересна приказна, тоа е за бутикот Ангелиус, кој веќе ќе кажеш ти каде се наоѓа. Ајде малку да ги запознаме нашите гледачи со приказната за твојот бутик. Што го прави уникатен бутикот Ангелиус? Бутикот Ангелиус се наоѓа во градски трговски центар. Таа моја љубов кон естетиката, кон негуваната и дотараната жена, на некој начин ме поткрена да отворам бутик. Она што е уникатно и што го дели мојот бутик од другите бутици е тоа што моделите кои што се во Ангелиус се уникатни. Поголемиот дел од моделите се мој дизајн, лично јас ги креирам. Имаме соработка со фабрика од Бугарија, која што ги дизајнира, бидејќи јас не сум професионалец, и ги произведуваме како серија. Истите се продаваат веќе успешно 5 години во Бугарија, како мој дизајн на Ангелиус, а сега еве веќе година дена како се во Македонија. Еве иде зимската колекција, за неја можам да кажам дека ја двои тоа што со моите колеги соработници од Бугарија знајдовме едно решение на правење јакни со природно крзно. Меѓутоа, природното крзно е од хуман карактер, значи животното не е убиено, ниту повредено, туку по природен пат е скратена фактички длаката од самото животно со највисока синтетичка форма на квалитет на друго влакно, ласерски е составено и се произведени овие јакни. Значи тоа е еден преубав момент кога жените кои љубат природно крзно можат да го носат, а при тоа да немаме нели повреда на нашата совест. Не би била ти да не би била толку уникатна во се. Јас тоа го заклучив. Дека нели сепак тоа крзно е земено со љубов, без повреда на никој и они веќе можат конечно и жените да носат крзно без, како што реков, таа повреда на совест дека при тоа сме повредиле нешто. Во повеќе наврати ги спомена твоите вработени. Кажи ми, колку вработени имаш? Како се справува една жена со повеќе вработени? Вака, кога сте човек, кога имате човечен пристап кон луѓето, вие не мора да се справувате со нив. Значи, они се тие кои што веќе сами си ја работат работата. Значи се вработени кои пред се си ја сакаат работата. Тоа е најважно. Ние во фирмата велам јас немам вработени, тоа мене ми е семејство. Вториот дом, второто семејство ми е во фирмата. Моите вработени си ги сакам исто како своји сестри, своји браќа. Нашата комуникација, нашите разговори се секогаш толку отворени, толку сме блиски едни со други, да ете тоа е еден прекрасен дел. Значи јас велам никогаш моите вработени не ме мене нагласиле како директор, газдарица. Јас сум Натали. Како што и јас нив не ги персирам по име, обично моите вработени си ги викам Душо, Сонце, бидејќи навистина многу си ги сакам. Да, за се друго, значи ние знаеме кога ќе дојдеме на работа да се изгушкаме, што е многу ретко, да си ги споделиме проблемите и проблемите ги решаваме експедитивно, во Медобил нема проблеми. Така да велам, благодарение на тие мои вработени, јас и да не се појавам воопшто во фирмата, таа ќе функционира. Важеш за една од најуспешните македонки, барем јас тоа можам да го потврдам. Кажи ми, како се соочуваш со оние стереотипи? Жена е, нели, колку може жена, па ти сведоци сме дека ги имало таквите и ќе ги има се уште. Да. Ништо нас не двои жените од мажите, се можеби физичката спремност. Меѓутоа во мојата работа, ако треба нешто физички, во тој случај тука се вработените кои што си располагаат со физичка сила, соодветно за таа работа. Инаку за се друго само треба менаџирање, правилна систематизација и поставување на работите, работа секојдневно, треба да имате цел. Значи без разлика дали сте маж или жена, треба да имате цел и да работите на неа. Има едно златно правило, сите ние сме успешни, сите можеме да бидеме успешни, меѓутоа оние што немаат цел,
успеваат многу понатака, затоа што се вртат во круг. Значи, штом имате систематизација, поставеност на работите, точна агенда за работните обврски, без разлика дали сте маж или жена, посекако ќе успеете. И ако целата енергија и фокус го ставите во тоа што сакате да го постигнете со вашата работа. Наталија, која е пораката што веќе им ја упатиш на нашите гледачи, поконкретно на младите девојки кои уште се пронаоѓаат себе си, кои бараат мотивација, инспирација, се соочуваат со незгодни моменти во животот? Пораката е сакајте го животот. Ето, мојата порака би била таа, сакајте го животот, вие сте избрани со некоја причина да го живеете животот, бидете благодарни за тоа, не губете време во апатичност и депресивни состојби, туку работете. Движете се надвор, спортувајте, негувајте се себе си, бидете убави за себе си, после и за сите други. Излезете од зоната на комфорот, бидејќи комфорот после некој време станува затвор. Не очекувајте од другите, очекувајте од себе си. Работете напорно и посветено. Тоа е, живејте го животот со љубов, давајте љубовта, примајте љубовта. Јас речам што е наше на крајот од денот ни доаѓа. Токму така. Така, што сме се заслужили ќе се добиеме. Наталија, јас ќе ти се заблагодарам што ја прифати мојата покана да бидеш моја гостинка и што еве пред камерата на телевизија Сонце сподели нели делот твојот професионален и делот твојот приватен живот. Ќе ти посакам да газиш гордо и справено како и досега, да бидеш пример за многу девојки и да останеш таква каква што и те запознав, успешна жена. Благодарам за поканата. Чест ми е што учествувам во твојата емисија. Ти посакувам уште многу реализации, успешни, да работиш вака како што си, прекрасна, да ја шириш позитивната енергија во етерот. И јас со чест и задоволство ќе те гледам на секоја твоја емисија. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата од своја страна со Наталија Ангелиус. На крајот би сакала да се заблагодарам до моите спонзори Бутик Ангелиус, кој што се наоѓа во ГТЦ на Трети спрат, кој што можете да го посетите во било кое време, до фризерско студио Дена, кој што се наоѓа во Аеродром, и до мојата шминкерка Самра и Мери. А ние веќе се гледаме од следната недела со нов и интересен гост.